Одборот за доделување награди на општина Кочани деновиве го изгласа објавувањето на јавниот повик за доставување предлози за двете највисоки награди кои се доделуваат по повод денот на градот Кочани Петровден. Според значењето и верифицирањето на вредностите, прва би требало да биде наградата за животно дело, која во форма на плакета се доделува за исклучителни резултати и остварување во областа на науката, иноваторството, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес. Гледано низ призмата на парите, попосакувана сепак е наградата за значајни остварувања за развојот на општината кој им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи и други. И во основа е парична во висина од 5 просечни плати исплатени во последните 3 месеци во Република Македонија. Досегашните искуства покажуваат дека во периодот предвиден за доставување предлози за двете награди, неспоредливо поголем е бројот на пријавени за паричната награда, додека за плакетата за животно дело обично комисијата, навраќајќи се кон минатото, утврдува 1, 2 или 3 предлози, од кои се избира најдобриот. Колку е привлечена паричната награда, зборува податокот дека поедини наши сограѓани сами се пријавуваат со години поред, се со цел да стигнат до сумата од близу 2000 евра. Дека доделувањето на општинските награди во минатото предизвикувало контроверзии во јавноста, зборуваат податоците дека им биле доделувани на фирми, спортски клубови, местни заедници и особено поединци како музичари, свирачи, активисти и други, кои не секогаш ги докажале своите вредности, односно значајни остварувања. Треба да се има во предвид и фактот дека комисијата работи волонтерски, па не е исклучително понекогаш околу одредени предлози да се гласа без соодветно вреднување на резултатите, колку да се има добитник. Едно е сигурно, се работи за сериозен сегмент од функционирањето на општината, па затоа и локалната самоуправа како организатор и одборот ќе мора да ги подигнат на значително повисоко ниво како организацијата, така и сите вредносни критериуми за изборот и избраните да го добијат вистинското значење.